Јас сум Марио Јовановски, веќе 7 години се занимавам со фитнес и бодибилдинг, а веќе 4 години се занимавам веќе посериозно работам како персонален тренер и сум од неодамна, последните 3 месеци, коосновач и кособственик на Protein Lab, тоа е продавница специализирана за спортски суплементи, односно доадлици во исхраната. Не бев конкретно задоволен како изгледав и сакам некоја промена да направам, која што на прв план беше да биде физичка промена и така со таа помисла и нели тргнав. Како што малце подлабоко навлагав во тие води, како што малце ја стекнав дисциплината да биде на едно повисоко ниво, така сватив дека фитнес начин на животот и бодибилдингот не го менува само телото, туку го менува и умот и духот. Значи, овој начин на живот е интересно каков импакт има на индивидуа. Покрај тоа што ги има сите тие здравствени бенефити, покрај тоа што има позитивни промени на физичкиот изглед, а со тоа помага за зголемување на довербата, на самодовербата и на тоа како се чувствуваме за нас, а тоа сега го генерираме ние како една слика како и другите да доживуваат. Лично кај мене имаше многу позитивен ефект тоа што ми ја крена на повисоко ниво самодовербата, како јас доживувам себе си и ме стекна ми ги стекна карактерните особини како што е пожртвуваност, посветеност, истраеност, дисциплина, карактерни особини кои што може да се имплементираат и да се искористат во секој друго поле во нашето секојдневие, нашиот живот, кои ни даваат еден друг присам на сите работи. Занимавањето со овој спорт, ако можам воопшто го наречам спорт, затоа што не е признан како олимписки спорт, затоа не би можеле да го евидентираме како таков. Овој начин на живот ми помогна себе си да се изградам многу подобро како една личност. Карактер, значи пред се ги стекнав многу карактерни особини кои што претходно не ги поседував. И токму таа причина служеше кај мене како инспирација и како мотивација цело тоа чувство и таа позитивна промена која што јас сум ја доживеал да пренесам и на други. Почнав и да се менувам и психолошки да речам, значи да ми стекнува некои особини кои што претходно не сум ги имал и тоа дефинитивно беше забележано од оние кои што ме познавали претходно и ме запознале подоцна. Тоа е секако позитивна промена која што дефинитивно може да се е забележана и кај гостинатите, да речеме, кај моите клиенти кои што почнале претходно, имале некаква позитивна промена, значи дали намалиле на вишок килограми или зголемиле мускулна маса или целокупно се чувствуваат подобро во својата кожа. Трендот за фит трендот, глобалниот фит тренд дефинитивно има земено голем замав на глобално ниво. Ние секогаш малце касниме со тие трендови, некогаш со лошите, некогаш со добрите, но дефинитивно касниме со тие трендови, но ме радува тоа што последните 10 години веќе во голема мера почна да навлага и кај нас тој фит тренд, тој фитнес начин на живот. Особено последните 5 години каде што се повеќе млади, не само млади, туку и постари индивидуи се активираат, се вклучуваат активно во тоа, со тоа што се било каков начин физички активни, обрнуваат внимание повеќе на начинот на исхрана кој што го практикуваат. Тука има дефинитивно позитивен импакт социјалните мрежи. Со тоа што оние кои што се во денешницава се трендот го диктираат холивудските звезди, познатите личности, дефинитивно они имаат големо влијание врз тоа кој тренд е денеска актуелен, а со помош на социјалните мрежи ние сме секојдневно поблиски до нивното секојдневие и може да видиме што тоа они точно прават и како ми изгледа еден нивен ден. Така што нивното влијание, затоа што голем дел нив веќе го практикуваат, тоа што не било практика пред да речеме 15-20 години, било тие што биле познати биле сеедно како изгледаат. Денеска малце стандардот и критериумот е качен на ниво погоре и гледаме дека повеќето глумци денеска и повеќето пејачи и пејачки се оние што се во суперстарот, односно во шоу бизнисот, обрнуваат се повеќе и повеќе внимание на својот физички изглед. И тоа дефинитивно допира до нивните следбеници или ако ве стале тоа на поширока маса на луѓе кои што сакаат да го пардат тој тренд, сакаат да изгледат слично на своите идоли. Она што е најважно за успешно водење на здрав начин на живот се дефинитивно комбинација од повеќе работи. Значи не може да се ослободиме само дека ако тренираме, односно ако конкретно збориме за набенување на физичкиот изглед, ако ни е целта да намалиме на телесна тежина или да зголемиме мускулна маса, че не може да се ослониме само на еден сегмент, односно не може само да тренираме редовно, а воопшто не последуваме време на исхраната. Од друга страна па не може само да припазиме на што точно јадеме, колку конзумираме, а да не бидеме физички активни.
Така да сублиматот повеќе работи, значи потребно е за да се води еден успешен здрав начин на живот, потребно да се биде редовно физички активен повеќе пати неделно, потребно да се има во предвид што точно во текот на еден ден конзумираме. Protein Lab е специализирана продавница за спортски суплементи која што неодамна е актуелна на нашиот пазар. Нашата цел и нашата мисија е пред се зголемување на информациите, едукацијата и достапноста на што се тоа спортски суплементи, што е тоа што се додатоци во исхрана и како тие може да бидат од помош и бенефит на секој индивидуа кој што има потреба од нив. Она што е многу важно да направиме разлика помеѓу спортски суплементи и допингот. Затоа што тоа е многу често, тие два поима многу често се мешаат. Спортски суплементи се всушност храна, на некој начин кој што се додава на регуларната исхрана и ни помага да направиме еден баланс помеѓу она што го конзумираме и она што имаме дефицит преку храната да го наполниме.